повикувам Марија Мисајловска од институција Јавно здравје. Повелете. Почитувана председателке, министер, почитувани пратеници, ценети колеги, представници на институциите. Благодарам за можноста денес да се обратам на тема која директно ги засега иднината и нашето општество, односно заштита на децата и младите од пушење и употреба на тутун и никотински производи. Податоците со кои располагаме, добиени од глобалното истражување за употреба на тутун кај младите ГИЦ, спроведено со поддршка на Светската здравствена организација 2024, јасно и недвосмислено укажува дека се соочуваме со сериозен и растечки јавно-здравствен предизвик. Во изминатите 2 децении бележиме континуирано зголемување на преваленцата на употреба на тутунски производи кај ученици на возраст од 13 до 15 години. Во 2024 13,6% од учениците пријавиле сегашна употреба на најмалку еден тутунски производ, што е највисоко регистрирано ниво досега. Овој податок е аларм кој не сме да се игнорира, особено загрижува брзиот пораст на употреба на електронските цигари. Во првото мерење во 2016 4,1% од учениците пријавиле употреба, а во 2024 овој процент се зголемува на 9%. Уште посериозен сигнал е појавата на загреани тутунски производи кои во 2024 ги користеле 4,9% од учениците, а дури 10,6% изјавиле дека ги пробале барем еднаш. Овие производи се агресивно промовирани како помалку штетни, но науката јасно покажува дека тие создаваат зависност и представуваат ризик по здравјето, особено кај младите. Иако во минатото беше постигнат напредок, денес сме сведоци за назадување во заштитата за пасивно пушење. Изложеноста на децата на чад во домот и во затворени јавни простори расте. Во 2024 достигнува 57% во домовите и 55,4% во јавни простори. Ова значи дека голем број деца секојдневно вдишуваат чад, иако самите не се пушачи. Загрижува и фактот што пушењето во училишните простори се уште е присутно. Речиси половина од учениците изјавиле дека виделе пушење во училишната зграда и дворови, а дополнително пристапот до цигари останува премногу лесен. Над 2/3 од малолетните пушачи купиле цигари од комерцијални извори без никаква возрастна контрола. Истовремено сведоци сме на континуиран пат на изложеноста на антитутунски пораки и едукација во училиштата. Само 1/3 од учениците добиваат едукација за штетата од тутунот, што остава простор тутунската индустрија и дигиталниот маркетинг да го пополнат тој вакуум. Сепак, постои охрабрувачки податок, поддршка за средина без чад кај младите е исклучително висока. Речиси 87% од учениците поддржуваат забрана за пушење во затворени јавни простории. Тоа значи дека младите се подготвени, институциите мора да бидат тие што ќе ги поддржат и заштитат. Почитувани, врз основа на овие наоди, Институтот за јавно здравје јасно препорачува усвојување сеопфатна и модерна регулатива што ќе ги опфати сите тутунски никотински производи без исклучок, зголемување на акцизните даноци за сите производи како докажана мерка за заштита на младите, силни и континуирани медиумски кампањи, особено на дигиталните платформи каде што се присутни младите, задолжителни превентивни програми во училиштата базирани на докази со обучен наставен кадар, строго спроведување на законите, особено забрана за продажба на малолетници и обезбедување 100% средина без чад. Конечно, достапни и прилагодни услуги за откажување од пушење на младите. Инвестирањето во заштита на децата од тутун и никотин не е трошок, туку инвестиција во здравје, продуктивност и иднината на нашата држава. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам.